Господи Исусе Христе, Сине Божий, помилуй меня грешного. Отца и Сина и Святиот Дух. Амин. Возлюбени во Христа Бога, братья и сестры. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. Христос се роди. Вистина се роди. И ја исполни душата наша. Севкупната природа на човекот, но и севкупната творба на овој свет, ракотворена од него со радост небесна. Денеска е голем празник и сите добро знаеме кој е тој празник и зашто го славиме. И токму затоа е многу тешко за него да се беседи, бидејќи е едноставен, едноставен е бидејќи е цел. И во уметноста постои дефиниција за тоа дека цело е или совршено е она од што не можете ништо да изземете и она кон што ништо не можете да придадете. Овој празник во таа смисла е совршен бидејќи е празник на човекот и на светов и особено празник на децата. Бидејќи Христос Бог пред 2022 години, кога според неговата божествена проценка сметаше дека многу страдалното човештво треба да се задобие со преку потребниот мир, да се причести со неопходната смисла на животот, бидејќи ниту едното го имаше, ниту другото го имаше како битие во вечна потрага по корените на своето собствено битие, по корените на својата собствена природа, по смислата на своето собствено битисување во рамките на овој свет. Во таа смисла многу умни философи во историјата на човечката мисла човека го доживуваат како homo religiosus, како религиозно, односно побожно битие по природа. Други пак го доживуваат и го препознаваат како homo adorans, односно како битие кое што е создадено во овој свет за да богослужи, за да биде свештеник по природа. Ние во многу наши беседи сме укажале на фактот дека сите ние богослужиме со професијата што сме ја избрале во животот. Потоа на друго место се вели дека човекот е homo ludens, човек танчар. А оваа представа за човекот е многу одговора на литургиската представа за човекот, кој што е во постојана игра со Бога. Тој се игра и Господ се игра со човекот, но таа нивна заедничка игра е необично сериозна и одговорна.
Но играта, браќа и сестри, носи радост. И уште што се не ке можеме да кажеме за човекот, дека е ваков или онаков. Маркс човека го откри како фабер, како работник, како трудбеник. И таа представа за човекот е точна, не е неточна. Човекот е и тоа, меѓу другото. Но во сите тие негови димензии, тој постоеше откако го има во надеж да го познае својот Творец, својот Создател. Во неможност да го дознае зарад трансцендентноста на неговата природа, зарад вечната скриеност на Бога. Зашто во таа смисла Господ е вечен Деус абскондитус, недофатлив за познајните, гносеолошките инструменти карактеристични за природата на човек. Тука е, но кој е? Голема енигма. Цели илјадници години човекот ги трошеше, барајки го Бога, во неможност да го пронајде онаков каков што е, тој го замислуваше на еден сосема погрешен начин. Та се што посилно од него беше, во тоа го препознаваше Бога. Дотаму стигна што почна да создава култ од сопствената личност. И тој пагански однос кон човекот и кон Бога не престанал до ден денешен. Сите тие маки Христос Бог ни ги скрати, ни ги одземе, зашто ни помогна да го одговориме прашањето кој си ти, Господи? А и тој тоа го направи така што избра начин прифатлив за човекот, без да изврши насилство врз човекот. Тој што е посилен од сите и од се, му се откри целосно, без остаток. Тој што не знае за граница, бидејќи е без почеток и без крај, му се откри на човекот кој што е негова творба, а тоа значи дека има свој почеток, бидејќи пред тоа не постоја, со потенцијални можности да му се придружи на Бога во неговата вечност, во неговото вечно постоење, поради што крајот на човекот потенцијално е безкрајот Божи. И Христос ја прими нашата природа, стана човек, стана еден од нас, за да го познаеме, без да ја загрози нашата екзистенција, нашето постоење. Зашто на Мојсеја на Синајската гора му рече: во оној час кога ќе ме познаеш онаков како што сум, ќе умреш. Бог е неможно да биде познаен по природа, ама Бог е познатлив по силата на неговите несоздадени божествени енергии и сили. Затоа тој ја прими природата на човекот како негово создание. Но не така што човекот, грешен и смртен, му стана критериум на човекот од Бого човекот.
туку човекот во Богочовекот Христос е совршениот човек до кој што секој од нас треба да стигне. Тој се роди во Витлеем. Тој човек во Христа Господа. И нам ни предстои тој голем пат, кој што е во суштина аскетски, подвижнички пат. Да се постигне неговата мера. Да се постигне растот од височината негова. Затоа овој ден е преголем, најмили мои. Не може да се оцени со едно кажување, а малку се и цели библиотеки напишани на оваа тема, за да се дорече темата за воплотувањето на Логосот Божи, за вочовечувањето на Синот Божи, втората ипостас на Троичниот Бог. И денеска, во празничниот тропар, прочитавме две извонредно сигнификативни кажувања за Христа новородениот во Витлеем. Првата е: рождество Твое, Христе Боже наш, восија мирови свет разум. Христос е тој кој што на светов му блесна. Му ја блесна светлината на разумот. Но не оној разум што човекот го обоготворува бидејќи е негов. Туку оној разум до кој што разумот човечки треба да стигне, преобразувајќи се себе си, така што за своја мера го има божествениот разум, кој што ги излегува надвор од рамките на создаденото. И втората обележувачка мисла на денешниот тропар е таму каде што го пееме како сонце на вистината. Сонце правди Христос Бог наш. Христос, големото сонце на големата вистина, големото сонце на неделивата вистина, големото сонце на вистината кон која што стреми секоја друга вистина, ако ја има и померата од незиното постоje. Сето тоа го славиме денеска. За таквиот Христос, Спасителот на човекот и на светов, дозна и тројцата мудреци од далечниот исток, од далечна Индија. Водени од звездата, стигна до Витлеем, јудејски, градот Давидов. И стигна, знаејќи однапред кај кого доаѓаат. Намерата им беше проста, едноставна, но совршена. Да му се поклонат, да го прослават и да го даруваат Богодетето Христос. Како? Со што? Со тоа што индискиот човек сметаше дека е богатство. А богатство за индискиот човек беше златото, смирната и ливанот. На символичен начин, според светите отци, златото, ливанот и смирната ги означуваат доблестите, најфините карактеристики на човечката личност и природа. Она за што е човекот од Бога создаден. Тоа што човекот треба да го стекнува и да го умножува со вложување на целиот свој живот.
А тоа значи секој миг од времето на својот живот да го троши на тоа и секој атом од силите на својот живот да го става во влог на тоа што човека го овечнува и обесмртува. Се друго е голема безсмислица. Во таа безсмислица живееше стариот пагански свет. Во истата таа безсмислица не туркаат новите пагани на новиот Вавилон, чија судбина е. Не е тешко да се предвиди судбината на стариот Вавилон. Затоа единствено нешто што ни предстои и од што не смееме да отстапиме е од нашата православна вера, од нашата православна црква, од големото сонце на единитата и неделивата вистина Христос Бог. Денеска, браќи и сестри, имаме зошто да бидеме радосни. Се друго заборавете. Се оставите ги медиумите и секојдневните труења што ни ги приредуваат кога е во прашање животот или смртта на нашата душа. Предадете му се на Христа Господа, на радоста од празникот. Молете го Христа, Создателот на човекот и светот, да го спаси своето создание со своето безсмртие. А тоа значи дека тебе да се молиме за секој човек на планетава Земја, за секој народ на планетава Земја, за секое племе на планетава Земја. Така што разликите кои што на погрешен начин стануваат причина за кавги, недоразбирања и војни, треба да ги претвориме во наша предност, зашто тоа со што другиот се разликува од мене е тоа што во него треба да го засакам повеќе од се. Згора на тоа, сите луѓе на планетава Земја од Адама до последниот роден имаме заеднички именител. Заедничкиот именител на човекот е неговата природа. На планот на природата имаме неброени заеднички допирни точки што треба да си ги испочитуваме и силно еднаш за секојаш да се засакаме во Христа Господа. Амин. Христос се роди. Вистина се роди. Се роди.